Премиерот Христијан Мицкоски на средбата со студентите ја презентираше визијата на партијата за создавање на општество во кое младите ќе можат да се развиваат без ограничувања и бариери. Тој истакна дека фокусот на нивните политики е да обезбедат еднаков пристап до образование, квалитетни работни места и можности за професионален напредок во земјата, наместо иселување во странство. Нашата цел е да изградиме систем што ќе ги поддржи вашите таленти и идеи, овозможувајќи ви да се реализирате тука, во Македонија. Веруваме дека младите се двигатели на промените и дека тие заслужуваат држава која ќе вложува во нивниот потенцијал, нагласи Мицкоски, повикувајќи ги студентите активно да учествуваат во креирањето на иднината. Во Скопје денес беше потпишано партнерството за безбедни патишта, иницијатива што има за цел да ја подобри безбедноста во сообраќајот и да го намали бројот на сообраќајни несреќи. Оваа платформа ги обединува институциите, приватниот сектор и граѓанските организации во заедничка борба за подобрување на сообраќајната култура и инфраструктурата низ земјата. Министерката за внатрешни работи изјави дека ова е важен чекор кон зајакнување на соработката помеѓу сите релевантни чинители, со цел создавање на побезбедна средина за сите учесници во сообраќајот. Безбедните патишта значат заштита на човечките животи, а тоа е приоритет за нашата држава, истакна таа. Рускиот председател Владимир Путин официјално го покани српскиот председател Александар Вучик на одбележувањето на 80 годишнината од победата во Втората светска војна, кој ќе се одржи во Москва. Поканата беше врачена преку амбасадорот на Русија во Србија, при што беше нагласено значењето на заедничкото сеќавање на историјата и сојузништвото меѓу двете држави. Председателот Вучик ја изрази својата благодарност за поканата, истакнувајќи дека Србија секогаш го почитувала историскиот придонес на сојузниците во победата над фашизмот. Тој додаде дека ова е значајна можност за зајакнување на билатералните односи и за истакнување на важноста од зачувување на мирот и стабилноста. Финска и Германија изразија сомнежи дека оштетувањето на подводниот телекомуникациски кабел во Балтичкото море е резултат на саботажа. Финскиот премиер изјави дека инцидентот е под сериозна истрага и дека е неопходно внимателно да се утврдат причините, додека германските власти ја нагласија важноста на заштитата на критичната инфраструктура. Оштетувањето на кабелот предизвика прекин на комуникациите и отвори прашања за потенцијални закани за безбедноста на мрежите во регионот. И двете земји ги повикаа партнерите од Европската унија и НАТО на координирани активности за зголемување на безбедноста на инфраструктурите кои се од витално значење за стабилноста и економијата. 3 лица загинаа во напад со нож што се случи на Менхетен, Њујорк, во раните утрински часови. Според полицијата, напаѓачот ги нападнал жртвите во стамбен објект, при што на лице место биле пронајдени 2 мртви лица, додека третата жртва починала подоцна во болница. Властите го приведоа осомничениот, за кого се верува дека имал претходни конфликти со жртвите. Истрагата е во тек за утврдување на мотивите за нападот, а жителите на областа се повикани на внимателност и соработка со полицијата. Доналд Трамп потврди дека планира да воведе вонредна состојба во Соединетите Американски држави, насочена на миграцијата и да користи воени сили за масовна депортација на мигранти без документи. Трамп ги повтори ветувањата од изборната кампања и најави построги мерки кон миграцијата, особено по рекордните бројки на нелегални преминувања на границата за време на мандатот на Бајден. Трамп ќе се врати на власт и планира радикално да го редефинира имиграцискиот систем преку реформа која ќе влијае на милиони семејства.